Синко, ти ќе бидеш господар на Азија. Глава 18. Александар ја напушти Феселида и држејќи се на морскиот брег ја премина Памфилија и се префрли во Писидија со цел да се приближи до Дариевиот логор. Патем освои неколку градови, некои ги принуди на покорност, многу ги заобиколи и влезе во областа Писида, највоинствено племе во источниот дел на Мала Азија. Нивниот град Сагалаза, во близина на езерото Каралис, беше важен економски и културен град. Граѓаните правеа своји пари, имаа великолепни храмови, палати, театри и гимназии. Александар реши да го заземе градот Сагаласа. Присиѓаните добро вооружени му излегоа во пресрет и зафатија едно ридче погодно за одбрана. Развивајќи фаланга во вид на крила, македонците извршија јуриш, но додека челото на фалангата се тепаше со непријателот на ридчето и веќе пробиваше низ страмнината, присиѓаните се спуштеа од височинките и со сета жестина удрија на обите македонски крила. Под притисок на нивните стрели и копја, тракиците и тесалците се поколебаа. Меѓутоа, елинските хоплити, одвојувајќи се од фалангата собрани во група, ги нападнаа. Присиѓаните почнаа да остапуваат и најпосле фатија да бегаат, оставајќи на боиштето преку 500 мртви и ранети. Лесно вооружени и познавајќи го местото, варварите се извлекоа од борбата, а македонците по тешко оружје се најдоа во чудо зашто не беа во состојба да ги бркаат. По борбата, Салагаса падна во раците на македонските војници. Во оваа борба падна Клеандар, заповедник на македонските стрелци, прочуен како војсководител и добар советник во времето на кралот Филип. Покрај него загинаа околу 100 македонци, тракици и тесалци. Од агривљаните не падна ни еден. Од таму Александар тргна да оди кон исток низ земјата Писида и многу градови, милум или силум, ги стави под своја власт. Кога дојде во Фригија, македонската војска го зазеде градот Келену, каде што некогаш Кир помладиот имаше своја прочуена менажерија. Од таму удри на Гордија, каде што се состана со Пармениона. Тука се собра и оние млади македонци на кои Александар им даде отсуство минатата есен. Со нив дојдоа неколку групи тесалци и доброволци од Елада, што ги собра Кен, Птоломеј и Мелеагар. Во македонскиот логор стаса атински пратеници. Тие го замоли Александар да ги пушти на слобода заробениците, кои борејќи се со персијанците паднаа во робство во борбата кај Граник. Кралот им одговори на пратениците: Атењаните и другите елени што се борат на страната на варварите не заслужуваат внимание. Кој може од вас да тврди дека истите тие луѓе нема да се кренат пак оружје против нас кога ќе добијат слобода? Тие нема да бидат слободни додека не се заврши оваа војна. Ако се заврши во наша корист, дојдете да ме молите за нив. Ако победат персијанците, тие ќе бидат херои. Откако влегоа во градот Гордија, Александар се качи на тврдината да го види дворот на кралот Гордија и неговиот син Мида. Тука беше и колата и на незиниот јарем јазолот кој никој не можеше да го одврзи. Телмешаните, прочуени пророци и гатачи, му објаснија на кралот Александар што значи тој језел и дека не можеше да се види ни крај ни почеток. Најстариот меѓу пророците, свртувајќи го лицето кон сонцето, замижа и со достојствен глас рече: Кралу македонски, непобеден владетелу на непобедената војска, пророчиштето, славејќи го Гордија и неговиот крал Мида, еднаш за секогаш даде збор: кој ќе го одврзи овој јазол, ќе владее со цела Азија. Александар, бидејќи ги почувствувал погледите на своите официри и без тоа суеверни, почна да го гледа и да го фаќа јазолот, од кој ниедно крајче не можеше да се види. Најпосле, на изненадување на пророците и другите присутни, го извади мечот и го пресече преку половина јазолот. Се покажаа многу краеви, кралот почна да ги вади, извлекува и го одврза јазолот. Најстариот пророк, Талмешанин, изненаден од чудото и светкајќи со очите, сакаше да фрли клетва врз кралот, но гледајќи како македонците сите до еден ги спуштија раците на рачките од своите мечеви, ја промени одлуката, ја проголта клетвата и со благ израз на лицето му се обрна на Александар. Синко, ти ќе бидеш господар на Азија. Ова, речиси изнудено пророштво, го израдува Александар и неговите офицери.
Кралот, дарувајќи ги пророците од Телмеса, ја напушти Гордија и ја поведе војската во Галатија, ја стави под своја власт Палфагонија и Кападокија и стигна во Киликија. Изморен и испотен, кралот се искапа во студена река и легна в постела. Неколку дена македонските офицери беа крај постелата на својот крал. Меѓутоа, од 4 лекари што одеа со војската, ниеден не се осмели да се зафати за лекување, плашејќи се дека ако умре кралот, на него ќе падне одговорност. Офицерите ги фати очај, шепотеа, се загледуваа и ги собраа рамениците, а од некаде се појави сомнение дека кралот е отријан и веќе некои почнаа да се сомневаат и да истражуваат, гледајќи се под око еден со друг. Неодамнешниот случај со Александар, синот Еропов, ги тераше да се сомневаат еден со друг, но никој не се осмели јавно да го покаже своето сомнение. 4 лекари молчаа. Сепак, 5-тиот ден, кога кралот ја изгуби свеста, еден од нив проговори. Кралот не е отруен. Што зборуваш? Кој спомнувал отров? Се попречи Пердика. Како ти падна тоа на памет? Не гледам модрените црвени печати по лицето на кралот. Правејќи се неопитан, одговори лекарот. Значи дека не е отруен. Генералот, гледајќи го со молежлив поглед, рече. Земи ја одговорноста и излекувај ни го кралот. Не се осмелувај, рече лекарот, и фрлајќи уплашени погледи на болниот, замина од шаторот. Пердика го зграпчи за рака. Слушај, рече, ако умре кралот, и вие четворицата нема да живеете, ќе ве заколеме на неговиот гроб. Лекарот, кокорејќи ги очите од страв, се повлече кон излезот и се мушна од шаторот. Истиот ден, Кен се сети дека меѓу наемниците што ги донесе од Атина се наоѓа еден лекар. Доведи го, најди го, викна офицерите. Половина час подоцна, под кралскиот шатор влезе лекарот Филтон. Пердика за момент се загледа во него, потоа се удри со рацете по колениците и векна. Жими сите Хераклови чуда, ово е Филтон, лекарот на кралицата Олимпијада. Жими Зевца, подобар лекар да не бараме. Дали се сеќаваш на мене? Филтон студено го погледна и одмамна со главата. Не се сеќавам. Досега никогаш не сум те видел. Кога се пораѓаше кралицата Олимпијада беше присутен, зарем си заборавил? Неколку постари офицери, загледувајќи го лекарот, го познаа. Ти си Филтон, рече еден. Не, јас сум Филип од Акарнанија, им одговори лекарот. Тогаш сличноста е многу голема, не е возможно да се лажам. Се лажеш и ти и сите другите. Повеќето ми се случило истото. Ме викаат Филтон, а јас тој човек не го знам. Твојата жена е гликерата банката, рече Пердика. Јас не сум оженет, одговори лекарот. Дали се нафикеш да не го излекуваш кралот, праша генералот. Прво да видам од што боледува. Филтона го одведува во другиот дел од шаторот, каде што лежеше Александар, пребледен и докрај премален. Лекарот му ја стави раката на челото, потоа ги залепи ушите на градите на болниот и почна да го наслушува. Го прегледа болниот, го сврте настрана и помешички му го броеше пулсус и му го слушаше дишењето. Пердика, нетрепнувајќи, гледаше во лекарот, трудејќи се на неговото лице да прочита дали има спас за болниот. Кога го заврши прегледувањето, Филтон се замисли. Како изгледа? Со шепотење праша генералот. Лекарот се фати за рака и го повлече настрана. Ке се обидам да го лекувам, рече. Со помошта на Аполона и се надевам дека ќе биде добро. Пердика одмамна. Ако го излекуваш, рече, ќе те посипиме со злато. Мене не ми е потребно злато, се насмеа лекарот. Животот на кралот и вашата радост ќе бидат награда за трудот. Додека Филип ги подготвуваше тревките и корењата и ги вареше, низ целата војска се разнесе глас дека се нашол лекар што се зафатил да го лекува кралот. Кој е? Од кај дошол? Прашуваа војниците. Од Акарнанија, Филип се вика. Во очите на македонските војници светеше надеж и многумина почнаа да им даваат веќавање на боговите, молејќи се да му дојдат на помош на кралот. Меѓутоа, истиот ден на Пермениона стаса писмо. Гласникот, според наредбата, му го предаде лично на кралот. Александар го прими писмето и со премалени раце ја одврза врвцата. Пердика и Кен беа покрај постелата. Кралот се подкрена на лактите и го прочита писмото. Што пишува Перменион, праша Пердика. Ништо, одговори кралот. Ме моли да му јавам како се чувствувам. Туку излезете двајцата, сакам да останам насамо со лекарот. И додека да дојде тој, малку ќе подребна. Офицерите излегоа. Александар повторно го отвитка писмото и повторпат го прочита. Лекарот што се зафатил да те лекува, се готви да те отрие. Перменион.
Александар за момент се замисли, со едната рака го избрише испотеното чело, а со другата го турна писмото под перницата. Сонцето паѓаше на запад. Неговите коси зраци го осветлуваа златестиот прав, кој како виолетов дел лепдеше над логорот, владееше тишина зашто лекарот нареди болниот да лежи во полн мир. Пердика и Кен седеа во предниот дел на шаторот, не зборувајќи ни збор. Одеднаш на блискиот багрем слета ластовица и застана на едно суво гранче. Незиното мило црцорење одекна во мртвиот логор. Лекарот се појави со пехар в зраце. Лек, шепнаа двајцата офицери. Филтон климна со главата и помина покрај нив. Александар се загледа во лекарот, полека се подкрена и остана седејќи во постелата. Филтон го спушти пехарот на масичето, извади од торбата едно шишенце, го отвори и го занише. Тогаш почна внимателно да брои капки што паѓаа во пехарот од кој се креваше пареа. Кралу, лекот е готов, рече. Со помошта на Аполона ќе почнеме. Држејќи го пехарот со двете раце, лекарот приде кон постелата. Александровите крупни очи со костенеста боја испитувачки гледаа во Филтона. Тој ја крена десната рака и го зеде пехарот, а со левата го извлече писмото од подперница и му го даде на лекарот. Кралот го држеше пехарот, а лекарот писмото. За неколку моменти, гледајќи еден во друг, двајцата останаа неми. Тогаш Филип почна да го чита писмото, а болниот го принесе пехарот кон истота и не тргнувајќи го погледот од лекарот, го испи до дно. Враќајќи ми го писмото на кралот, Филтон рече: "Јас отров ни на куче не би му дал. Испи лек, од него можеш да оздравиш. Ако умреш, тоа ќе биде волја на боговите. Во тој случај ќе умрам и јас." Лекарот ја натопи крпата за лице во студена вода и му ја стави на болниот на жешкото чело и рече: "Од оваа болест сум лекувал досега 8 болни. Тројца оздраваа, а другите умреа. Се зависи од случајот. Освен тоа, кој има здраво срце, полесно ја поднесува и болеста и лекот." Филтон, забележувајќи дека кралот ја изгуби свеста, полека се повлече во другиот дел од чаторот, каде што нестрпливо го чекаа Пердика и Кен. "Што стана?" шепнаа двајцата офицери. "Ќе видиме," ги кренал рамениците лекарот. "Утре изутрина ќе ви кажам дали ќе оздрави болниот." Филтон отиде во својот шатор и се фрли на постела. Калес и Пинтија, догледувајќи го оддалеку лекарот, ги забрзаа чекорите. Откако тргнаа од Атина, тие тројцата не се разделуваа. Заедно јадеа и спиеа под ист шатор. Откако дознаа дека Филтон се нафатил да го лекува кралот, Калес и Пинтија почувствуваа на каква опасност тој се изложил. Целиот ден беа загрижени. Влегувајќи под шаторот, двајцата застанаа, двоумејќи се дали да го остават пријателот мирно. Но желбата, што било да дознаат, беше појака. Калес му приде на лекарот и му ја спушти раката на рамо. Филтон се сепна и стана. "А, вие сте," рече. "Ние," тивко одговори Пинтија и седна на својата постела. За момент се создаде тишина. Потоа Филтон стана, ја зеде стомната со вода и крпата за лице и излезе пред шаторот. Калес тргна по него. "Земи ја стомнава," му се обрна лекарот и истури ми ја целата на глава. Калес го послуша. Влегувајќи под шаторот, Филтон повторно легна на постелата. Калес остана стоејќи. "Смееме ли да те прашаме како е кралот?" тивко рече Пинтија. Стори лекарот. "Тоа ќе видиме дури утре. Го испи лекот и сега е без свест. Ноќеска ќе преседам покрај неговата постела." Сонцето зајде. Под шаторот беше самрак. Лекарот лежеше на плеки и мижеше. Оддалеку се чу гласна труба. На 5000 чекори, преку голиот рид, беше другиот логор. Таму се залогори генералот Перменион со 2000 пешаци и 1000 коњаници, готов да го одбие првиот напад на варварите ако дојде до него. Пред шаторот се слушаат тивки чекори. Калес излезе. Македонските војници веднаш го опколија и шепотејќи почнаа да се распрашуваат за здравието на кралот. "Жив ли е? Дали ќе остане? Како изгледа?" прашуваа загрижено. "Лекот го зеде, утре ќе се види," одговори Калес. Меѓутоа и другите војници во групи надоаѓаа и набрзо се собраа околу шаторот преку 500. "Земен е лекот, ќе биде подобро, сигурно ќе биде подобро," повторуваше Калес. "Сакаме да го видиме лекарот што го лекува," рече еден мустакез војник. "Лекарот спие, ноќеска мора да го чува кралот. Пушти не само да зирнеме во шаторот." Меѓутоа, на влезот на шаторот се појави Филтон. Гледајќи ги загрижените лица на војниците, тој со солзи во очите рече:
Добри мои, стрпе се до утре. Ке дадат боговите, па ќе биде добро. Треба ли да се молиме, праша едно момче, и да даваме веќавања, додаде друг. И молете се и давајте веќавања, одговори Филтон, но бидете стрпливи, утре ќе знаеме на што сме. Војниците почнаа да се растураат. Кога останаа сами под шаторот, лекарот им се обрна на пријателите. Вие двајцата досега повеќе пати сте докажале дека сте ми верни. Поради тоа решив да ви доверам некои работи, сметајќи дека ќе ги задржите во тајност. Калес и Пинтија нетрепкајќи гледаа во лекарот. Низ какви маки и опасности сме поминале, рече Пинтија. Сметам дека достатно сме докажале колку сме ти верни. Нашето пријателство е доживотно. И ќе умреме со тебе ако треба, додаде Калес. Лекарот ги гледаше со мокри очи. Под шаторот стана помрачно. Запали фаќал, му се обрна на Калеса. Кога зелената светлина го исполни шаторот, Пинтија излезе и откако се увери дека во близината нема никаго рече: Дали треба да бегаме? Не, се насмеа Филтон, нема да бегаме. Потоа Тивко, речиси потејќи им раскажа како го познаа офицерите, но благодарни што се прифатил да го легува кралот, ниеден не спомна дека знае нешто за неговото пријателство кон Македонија. Но кога им спомна за писмото што го доби кралот од Пармениона, двајцата пријатели пребледеа. Наспроти тоа, кралот го испи лекот, заврши Филтон. Ако умре, свршено е со тебе, рече Калес. И со нас двајцата исто така, додаде Пинтија. Уште малку пријатели, па морам да одам под кралскиот шатор, рече Филтон. Додека се приготвуваше лекарот да појде, Пинтија се тргна. Мислам, рече, дека знам кој му рекол на Пармениона да го напише она писмо. Кој? Веднаш праша лекарот. Диота, клапошестиот конјшар што се наоѓа во неговата конјица. Се замисли Филтон. Тоа треба да се провери. Ќе го проверам јас тоа уште утре, рече Калес. Ќе појдам во нивниот логор. Филтон ја зеде својата торбичка и излезе од шаторот. Огновите веќе светеа во логорот. Црвените пламења го раскинуваа мракот и ги осветлуваа луѓето кои се движеа како сеништа, оставајќи зад себе бескрајни сенки. На небото засвете Венера, потоа Сириус, па целата група Орион, а по нив другите звездини јата пливајќи од исток кон запад. Еден метеор, како откинат и завратен од бескрајот, светна со зелена светлина, одлета и се угасна. Војниците, покрај еден оган, почнаа да се молат гласно на боговите. Падна звезда, рече еден, да даде Аполон да не е од кралот. Аполон и сите богови, тажно занишаа со главите другите. Не е од кралот, со сигурен глас рече трет. Него Зевс го чува. Тој уште ќе живее и ќе не води нас во победи. Можеби е и бесмртен. Пророците во Телмеса рекоа дека со Асија ќе завладее човек што е рамен на боговите. Нашиот крал веќе зазеде голем дел од Азија, рече четвртиот војник, гледајќи во небото и треперајќи да не падне уште некоја звезда. Под шаторот на кралот деја Филтон, Кен и Пердика. Меѓу себе ретко зборуваа и тоа шепотејќи и со мимика, па тишината речиси не се нарушуваше. Кралот спиеше, неговото забрзано дишење и тивко овкање не престануваше. Лекарот од време на време му го броеше пулсот и му ставаше намокрени крпи на челото. Факелот, закажен во држач, ги осветлуваше исплашените лица на двајцата офицери и Фултоновиот и цврст и студен профил. Кен, свртувајќи го по четврти пат пасочниот часовник, рече: Полноќ. Полноќ, шепна Пердика и го фрли погледот на лекарот. Филтон неподвижно седеше крај постелата на болниот. Се добиваше впечаток дека тишината го заспала. Двајцата офицери задремаа на миндерлакот во ќошот на шаторот. Зошто во таа доба на ноќта сонот ги победува и ги соборува и болните и изморените. Песокот во часовникот полека зрно по зрно го покажуваше времето. Наеднаш факелот се распламте. Неговото плускање го тргна лекарот од полусон. Во тој момент од устата на болниот јасно и разбирливо се испушти глас. Јас сум син на земјата и небото. Кралот Филип не ми е ништо. Мојот татко е Зевс. Офицерите се сепнаа. Нивните погледи се кавично паднаа на лекарот. Блада, рече Филтон. Целиот свет е мој, и земјата и небото. Македонците се варвари. Се испушти издив од градите на болниот.
Какви зборови, страшилиште, шепна Кен. Кутриот наш крал, со солзи во очите, додаде Пердика. Тоа се зборови на кралицата Олимпијада, ете на што го научила во детството. Некое време, по чаторот се слушаше само плускањето на факелот и возбудливото дишење на двајцата офицери. Лекарот ја стави раката по телото на болниот, го подкрена и му ја пушти главата на подкренатата перница. Потоа тивко рече: живот или смрт, сега е таков моментот. Двајцата офицери придоа кон постелата и не трепкајќи се загледаа во лицето на болниот, од кого се лееше пот. Кралот забрзано дишеше и лекарот почувствува под прсите како пулсот му чука се побрзо. Кен уште два пати го сврте песочниот часовник, а лекарот студен и постојан ни за момент не го одвојуваше погледот од болниот. Најпосле, пуштајќи раката на кралот, рече: готово е. Офицерите скокнаа, бледи и со скамените погледи, без збор го грабнаа лекарот за раменица. Болеста си оди, со треперлив глас рече лекарот и падна на столот. Боговите се со нас, рече Кен. Со него и со нас, додаде Пердика, па со жарени очи од возбуда му се обрна на Филтона. Лекаро Филипе, ти го подарувам целиот свој имот. Ти благодарам, генерале, се насмеа лекарот. Твојот имот не ми е потребен мене. Меѓутоа, на лицето на кралот и понатаму го облеваше пот, но дишењето му беше рамномерно и без тенкање. Во раната зора, офицерите од целиот логор почнаа да се собираат околу шаторот на кралот. На веста дека на кралот Александар му се поврати свеста и дека му е подобро, живна целиот логор. Војниците ги обзеде толкова радост што меѓу себе се прегрнуваа и бацуваа. Даваа нови ветувања и воодушевени им подаруваа на рабовите слобода. Но дури утредента, војниците можеа да го видат кралот. Александар седеше пред својот шатор, а тие поминуваа покрај него, смешкајќи се и викајќи. Меѓутоа, истиот ден група странци под раководство на Калеса донесоа еден затворник со врзани раце назад и со јаже околу вратот. Кој е тој, што направил, праша Пердика. Еве, донесов писмо од генералот Перменион, одговори Калес. Писмо? Наредено е да го убиеме, ќе го обесиме. Шпион, арамија, убиец, заграка стражарите. Кралот, макар што чувствуваше подобро, сепак според советот на лекарот остана в постела. Бидејќи слушна врева пред шаторот, му нареди на Кен да ги доведат тие луѓе. Стражарите го внесоа затвореникот. Филтон се изненади кога го виде. Диота, рече, зар ти си тој? Конјушерот фрли на него смуртен поглед и ја наведна главата. Што направил, праша кралот. Еве ти писмо од Пермениона, прочитай. Александар го зеде писмото и фрли поглед на него. Прочитай, му рече лекарот, не гледам добро вака лежејќи. Филтон го зеде писмото. Испратено е до генералот Пердика, рече. Ако, читај, рече кралот. Лекарот почна да чита. Овој несрекник бил некогаш конјушар во Пела, прво кај мене, па кај кралот Филип. Родом е од Тесалија и го викаа Диота. Услугата што ни ја направи е голема и ме сопира лично да му ја пресечам главата. Тој го фати Дариевиот повереник Сисин и на тој начин го откри заговорот кој го приготвуваше Александар синот Еропов против нашиот крал. Поради тоа му дадов како награда 2 раце златници. Присутните се вчудовидоа. Александар се насмеа. Мој конјушеру, викна, како речи дека те викаат? Диота. Прекрасно, се воодушеви кралот. Лонец со 2 рачки. Сосема добро погодено име. Туку изгледа дека си заслужил подобра награда од јаже околу вратот. Сигурно, рече Диота, треба да се ценат заслугите. Не го прочитав целото, рече Филтон и продолжи. Меѓутоа, не знам што го натера конјушерот да се сомнава на лекарот Филип, тврдеше дека тој лекар има намера да тури отров во лекот и така да го убие нашиот крал. Ми рече дека Сисин пред погубувањето му ја кажал тајната. Царот Дарија го потплатил лекарот Филип од Аранканија да го убие Александар и ако успеа во таа работа му ветил да му ја даде својата ќерка за жена. Но денеска сум известен дека боговите укажале милост. Кралот се чувствува добро, според тоа конјушерот лажал. Зошто си лажал, праша кралот. Не лажев, Сисин тоа ми го рече пред смртта, одговори Диота. Филтон продолжи со читањето. Деноска дојде пријателот на лекарот Филип по име Калес и со сигурност тврдеше дека Диота е тој што го обвинува неговиот пријател лекарот. Не треба ни да спомнувам колку се зачудив. Веднаш го повикав конјушерот со цел да ги соочам, но кога застана еден пред друг, Диота го извади ножот и се обиде да изврши убиство не на Калеса, туку на мене.
Благодарејќи на пријателот од лекарот, останав жив. Тој се фрли на убиецот и му го зеде ножот. Ти го испраќам конјушеров и прави со него што сакаш. Пердика, рече кралот, што мислиш да правиш со клопушестиот конјушер? Ќе го обесам, зашто неговите злостарства за малку не ги запустеа најдобрите луѓе. Тебе, овој честен лекар и Пермениона. Да поверуваше на писмото, лекарот ќе беше поголем, а ти не би оздравел. Самиот обид за убиството над Пермениона е доволен и никакви со да го изгуби животот. Замислувајќи се за момент, Александар рече: во право си, овој човек не заслужува милост. Водете го. Кралу, рече Филип, бидејќи требаше и јас да бидам жртва на овој човек, дозволи ми да го кажам својот збор. Зборува, имаш право на тоа, рече Александар. И сутринава, кога застанав на нозе прв пат по 6 дена, ме праша што сакам да ми направиш. Така е, рече кралот. Ми речи дека ќе ми кажеш подоцна. Сега се решив, проложи Филтон. Подари ми го овој затвореник. Александар се сепна. Што ќе правиш со него? Тоа е моја работа. Тогаш ти го подарувам. И уште нешто, рече лекарот. Те молам ни ти, ни никој друг да не прашувате зошто мојот пријател Кале сигурно знаел дека Диота е виновен за ова писмо. Нека биде така, рече кралот чудејќи се, но еден ден, ако сакаш, ќе ми го кажеш тоа во доверба. Диота, слободен си, оди и не заблагодарувај ви се. Диота му се поклони на кралот и забрзано излезе од шаторот.